Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата. Добар ден, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, во овој понеделнички ден, после сите авантури што македонското граѓанство, држава и општество ги има во овие денови. Навистина, ова беа години денови на опасно живење, меѓутоа и години, ако го гледаме како предоа е. Вие сте во Квинтесенција со Ацо Станковски, повторно за да се провозиме малце низ сите оние виртуелни струни кои всушност го одразуваат светот како таков. Ве поздравуваме од оваа ситуација заедно со мојот партнер во ова шоу Дине Вучков и еве полека ќе запловиме низ сите, не баш сите, меѓутоа повеќето можни хипотези што се однесува до состојбите во нашата татковина во последно време. Во секој случај можеме да бидеме прво среќни што сепак се движи, што би рекол Галилео Галилеј, и покрај сите оние помалце траорни слики, можеби тешки за некого, секако во секој случај кога има одреден вид на насилство, има и консеквенции од тоа насилство во вид на одредени повреди, одредени слики кои не се пријатни за гледка. Но од друга страна, тоа беше една испровоцирана реакција од страна на овие пара институции кои сега се појавуваат на сцената после она илегално, би го рекол, некомпетентно, нерегуларно, а можеби фалсификувано во некоја рака инаугурирање на господинот Талјат Џафери како председател на парламентот на Република Македонија. Навистина, граѓаните, морам да признаам, предупредува. 60 дена тие излегува и секој ден предупредува дека доколку се направи некој обид за нелегално узурпирање на власта во државата, тие промптно и консеквентно ќе реагираат. И тоа го правеа 6 дена. Јас во 2-3 прилики бев во ситуација да ги обсервирам и да се најдам на маргините на нивната поворка и можам да кажам дека тоа беа сосема добри луѓе, најнормални граѓани на Република Македонија и на Скопје, пред се Скопје, затоа што и 40 други градови демонстрира во овој момент историски за Република Македонија. Значи, тоа е огромна бројка на народ која излегува, таа варираше од ден на ден, но сепак кога се случуваше некое пренабрегнување на состојбите, тогаш народот масовно излегуваше. Но исто така можеме и да се ослониме на одредени социолошки истражувања кои кажуваат дека најмалце 5 пати толку се како навивачи пред ТВ екраните во однос на оној народ кој излегува на улиците. Според западните медиуми, негде кога дојде господинот Хан, се процени дека се излезени над 100.000 луѓе само во Скопје. Таа бројка идеше до 150.000, сега ги цитирам западните медиуми, а не домашните, и исто така се проценуваше дека на ниво на Македонија излегле 300.000 луѓе. Тоа е огромна бројка на луѓе, ако се земе в предвид дека подржувачите се во многу поголема бројка за ТВ екраните или од некои оправдани причини не може да се придружат на таа маса што демонстрира. Меѓутоа, факт е дека ова беше едно енормно сенародно движење кое на неколку наврати покажа дека е сериозна сила, дека е можеби политичка сила број 1 во државата моментално во однос на симпатизери, во однос на окрупнување, во однос на моќи.
Тие секако не се организирани и структурирани во политичка партија се уште, но не знаеме што ќе се случува, посебно ако курентните партии не успеат да ја исправат својата кичма и навистина консеквентно не да му кажат на тој западен фактор. Фактички тоа е така наречената длабока држава која управува со геостратегиските и геополитичките процеси на поголем дел од планетата, иако за нив има забранети зони, тери инкогнити, тоа се сите оние држави кои држат до себе и кои имаат доволно моќ да се одбранат и воопшто да не им дадат шанса да роварат во нивните структури. Обштествени, државни и така натака. Такви се, например, Русија, Кина, Иран, Северна Кореја и други држави кои имаат доволно сила за да се спротивстават на одредени авантуристи и плутократи кои со помош на своите огромни суми пари можат да дизајнираат одредени историски периоди. Например, кога некој е презадоволен од својата финансиска ситуација и кога има толку многу пари што може навистина да проживее 10.000 животи со ниво континуитет, тогаш веројатно се појавуваат нови типови насништа кај таквите луѓе. Би рекол дека се работи тука за одредена манија на владење, може би исто така некое чувство дека тој човек, тај индивидуа има некои боженски квалитети, дека е избран, се појавува едно месијанско чувство, исто така, како што рече исто господинот Џорџ Сорос во тој биографски исказ, дека всушност тој се чувствувал како божество, како бог, управувајќи со сите тие ситни стаорци кои од лукративни причини му стануваат слуги и робови. А такви се изнагледавме последните години и кај нас и во светот. Но можам да кажам дека тука, токму кај тие индивидуи, можам и да го цитирам, тој во една прилика кажа дека милионерите прават пари, а милиардерите прават историја, и тука ќе видите колку всушност неговата перцепција на реалноста изобилува со дрски релации визави неговото его, дека тој всушност на вистина е болен ментално човек, мисли дека има сила да преуредува токови на историја, тековите на историја се преуредуваат од незнаени позиции, од позиции кои се мистични за нас, несознатливи. Секој теист човек од мистичка провиненција ќе рече дека тие сите процеси се всушност одвиваат по Божјата волја. Значи, ако има нешто најзагонетно, најтаинствено, недокучиво, што би рекле хрватите, тогаш тоа е стварно концептот на Господ. Господ е се и ништо воедно, бескрајен и бескрајно мал и бескрајно голем, бескрајно моќен и бескрајно нежен и милозлив, така што може би најблиско е кога ќе се каже дека Господ е љубов, но тоа е таа позитивна енергија на креативноста која извира од него и која ние ја доживуваме како некоја милозливост, како една прекрасна вибрација која не возвишува и не дига нагоре кон рајските слоеви на самата екзистенција. Меѓутоа, од друга страна, таа непредвидливост, таа неспознатливост, тој космички ум или космички процес, ако сакате, со одредена самосвест, едноставно е тој што управува со сите процеси во Вселената, од најмалите до големите, а да се каже дека некој е творец на историјата, тоа е глупост невидена. Изгледа дека самиот Џорџ веројатно затапел малце и заглупел од премногу пари. И премногу што, нели, трабанти му се клања, така за шака долари му се поклонуваат одредени фигури кои држеле до себе, можеби пред да видат таква грмада пари кои би им го решила нивното конформистичко постојање. Во секој случај, човекот што прави историја не прави никаква историја, туку интерферира тамо кај што не му е место и ги комплицира нештата, па може би во тој смисол како некаков негативен агенс и прави нешто што се однесува до историјата, но мислам дека сепак сите тие мешетари се премногу слаби за да прават нешто со историјата. Ако се обидуваат да создадат некаква историја, завршуваат
на буништето на историјата или тотално поразени. Овој господин долго време користеше одредени инструменти на моćните држави, пред се USA и EU, НАТО исто така, но веројатно дека полека му се скратуваат тие псевдоподи, иако тој се уште има доволно капитал за да може да корумпира кого сака и како сака, освен неколку души возвишени, продуховени, со рбет, што ви рекле, значи хордати, а не мекотели или некакви полжави. Во секој случај, тука имаме ситуација кога ваквите, да ги наречам, финансиери на политичките олигархи во одредени држави, како што беа неколку гарнитури во USA, овозможуваат некако интерферирање, но секогаш тие завршуваат со пораз. Такви фигури сигурно постојат одавна, нели се збори за Ротшилдови, за Рокфелерови, за други групации манијачки по својата природа, меѓутоа нивната судбина е да бидат секогаш некакви чудни губитници, дури на крај гротескно тажни во целата ситуација. Би додал тука дека навистина она што се случуваше со американската политика во времето на Deep State, која почнува негде уште во времето на Айзенхауер, значи Двајт Айзенхауер кој го заменува Хери Труман, вели дека следната администрација и decision makingsите во американската политика треба многу да внимаваат на војно-индустријскиот комплекс, затоа што тој веќе почнува да создава одредени паралелизми, значи создава некаква паралелна држава која во содејство со тајните служби може да тотално да превземе легалната власт и да се имплементира со своји луѓе, узурпирајќи ја власта. Затоа е толкавано незадоволство кај американскиот народ со американската надворешна политика од тие времиња уште, иако тогаш не беа ни свесни, таа држава беше во повој, немаше такви капацитети како што има денеска, но со време таа стана морничава. Веќе во времето на Џон Кенеди тој веќе беше ликвидиран поради тоа што сакаше да стави крај на длабоката држава во лицето на CIA. Во една прилика неколку месеци пред атентатот врз него во Далас, изведен, значи, од страна на Ли Харви Освалд, всушност тој беше само патци, а атентатот е изведен од други убици кои всушност пукале од грмушките кога тој проаѓал во близината на зградата во која бил Ли Харви Освалд. Нели, тука е приказката за Magic Bullet, кој поминал неколку пати низ председателот Кенеди. Во секој случај, тој неколку месеци пред овој ивент кажал дека ќе ја разури ЦИА, рекол дека ќе ја земе, ќе ја искине на парчиња и ќе ја фрли уз ветар, така што ништо нема да остане од неа. Но гледаме што се случило всушност, каква е тоа моćна и бескрупулозна организација. Ние сега тоа го чувствуваме на свој грб. Еве, например, последниот ивент што се случи со Собранието и народот, тоа е една провокација, типична провокација на оваа длабока држава која е во фаза на распагање, која едноставно веќе тешко се одржува затоа што нејзината конспиративност е дискредитирана и таа веќе станува на некој начин видлива, и кога тие тајни структури се видливи, тогаш тие се скоро немоćни. Зошто не се работи тука за hard power, туку за soft power. Кога тоа би била hard power, тоа би била војска која е видлива и која настапува фронтално и деструктивно. Меѓутоа, оваа soft power е како пајак, тивко доаѓа, се подметнува, се подпикнува, организира разноразни групации и така создава едно подземје кое би требало всушност да делува субверзивно врз поредокот во кој живеат тие луѓе кои се нападнати всушност, поточно државата која им е нападната, и тие понекогаш не знаат што да прават, изгубени се, како што ние бевме изгубени негде 2001 година, кога бевме нападнати од страна на Косово и од
нивниот остатоците од УЧК или трансформирани во Косовскиот заштитен корпус, но силно подпомогнати на сите нивоа од страна на трупите на НАТО, така што навистина тоа беше еден обид да се скрши македонската држава и македонскиот народ тогаш воот почна да учи како да создава одбрамбени техники, зашто пред тоа не војувал цели 50 на години, нели, од 41-45, а тоа е една веќе кородирана машина која треба да се потмачка, треба да влезете во тој систем и на тој начин да парирате, нели, на сите тие проксис кои се донесуваат на теренот за да бидат ефикасни, а воедно да се избегнат жртвите, да речеме, на самиот НАТО. А всушност сето тоа е програм на НАТО, многу подмолно сработен и имплементиран на еден брутален начин со помош на сите 4-5 типови на сила, од кои медиумите дезинформираат, а разни агенти создаваат разни нови мешетарења и субверзии, така да на крај се наоѓате во еден хаос и ако немате некоја срекна околност или некоја Божја интервенција, ќе бидете уништени од таков еден масовен напад кој доаѓа и од внатре, преку квислинзите, преку домашните предавници и од надвор, од разни структури. Тоа е сигурен пат кон колабирање, но фала му на Севишниот, ние успеавме и тогаш да се одбраниме од оваа наезда и сепак на крај се покажа грдото лице на НАТО, кое не присили да го прифатиме тој рамковен договор и на тој начин, на еден помалце срамен начин, влеговме во тој ентерпрајз. Во секој случај тогаш овие структури беа во полната моќ, но денес веќе изабени, веќе пропагаат, на неколку фронта доживеа фронтални порази, но исто така се окупирани од безброј комплоти, од безброј действија против нив и така што тие се едноставно збунети, исто така не се структурирани и обучени да одговорат на најактуелниот современ предизвик, а тоа е тероризмот, кој хара по Западот, по Европа, например, а тие се тотално немочни, тие се дизајнирани за големи судири со сили како Русија или Кина, но тука исто немаат шанси затоа што немаат нити таква мотивација, нити таков карактер, нити таков дух како што имаат русите или кинезите и многу брзо ќе бидат скршени во таква една фронтална борба. Но тие едноставно цело време бараат некои помали држави кои не можат технолошки, војно-технички да им се спротивстават и не можат на други нивоа да им се спротивстават, например не можат пропагандно да им се спротивстават, зашто овие структури контролираат огромни медиски подрачја и исто така не можат со капитал да им се спротивстават и во смисол на ефикасност при корумпирање на одредени структури кои треба да извршат одредени саботажи и обструкции на системот со кој сте во конфликт. Како и да е, како да се истрошија овие држави со псевдодиктатори кои на некој начин беа нападнати од овие месијански ориентирани трупи, нели, кои се всушност тешки злосторници, а се фолираат дека продаваат демократија, всушност работат за мултинационалните компании, исто така за меѓународниот банкарски систем, позиционира на Wall Street, како и да е сите овие параорганизации кои немаат никаков демократски легитимитет, а служат на крупниот капитал, создаваат огромни проблеми, но сега веќе просторот им се намали. Скучени се, а немочни да се борат со новите сили, новите алијанси кои се структурирани против нив и кои водат една антиколонијална, би рекол, војна против оваа напаст, против овие гадови, што му го загорча животот на човештвото, посебно на одредени геостратегиски зони, како што е Блискиот Исток, например, а ние бевме сведоци во 90-тите, тоа го направија и со Балканот,
а сега еве шибаат кон Северна Кореја, но мислам дека тука ќе им биде крајот. А сега ЕПП и музика, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, што им имтува во боја. Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата. Еве повторно, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, што емитува во боја во овој понеделнички ден, откако старците се смирија, раните зацелија. После ова пледоаје кое на некој начин направи брифинг околу меѓународната ситуација, иако тоа беше еден глобален брифинг, подобро кажано скица со сликарски речник, сега можеме да се вратиме на нашата позиција, да се вратиме на македонските цуштенде или на македонските состојби, што би рекол Бизмарк своевремено, а тоа била омирена реченица на Адолф Хитлер кога сакал да изрази одреден хаос. Значи, за да изрази некоја состојба на тотален хаос, без ред и анархија, Фирерот ја употребувал реченицата Македонише цуштенде или македонски состојби. Како и да е, или тоа се македонски состојби. Како и да е, Фирерот е одавна во друга димензија, значи виртуелна историска личност, но ние денес имаме работа со не помалце агресивни и хистерични карактери, а тие што како кртови роварат во структурите на било кое општество, се нарекуваат длабока држава. Длабоката држава има длабоки проблеми, таа е во еден вид распагање. Многу структури кои беа антиглобалистички, како Wikileaks, например, потоа делувањето на Русија, Кина и некои други држави, Иран, Северна Кореја, делови од Латинска Америка и така натака, делови од Африка, веќе воспоставуваат еден светски фронт против овие, да ги наречам, узурпатори на слободата на човекот на оваа планета, дадена од космичкиот ум. Како и да е, тие се веќе гротескни, а тоа што се случи во четврток од минатата недела, можам да кажам дека беше врв на нивната глупост, неспособност за планирање и гротескност. Така да сега им ставија еден врел компир на своите газди, политички газди, или подобро кажано платеници на длабоката држава, да ги оправдуваат сите тие чекори, да прават амортизации и воедно да ја туркаат својата идиотска агенда, која веќе на терен е тотално искомпромитирана. Значи, граѓанското движење за заедничка Македонија со денови, значи цели 2 месеца излегуваше и предупредуваше да не прават глупости, да не идат мимо уставот во спроведувањето на својата идиотска агенда, но тие едноставно не можеа да се создржат. А веројатно и самата длабока држава веќе на некој начин ги ажурирала, зашто немала веќе време, затоа што администрацијата на Трамп се менува и тие се све помал и помал број, а нивното влијание гасне. И можеби затоа ргнале малце да побрзаат да го интронизираат господинот Џафери Таљат, познат како командант Форина, иначе трократен дезертер, и едноставно да воспостават свој режим, нели, воен дефект влада и да зацарат со структурите на моќта, на политичката моќ во државата, но тоа никако не им иде. Не им идеше до сега, а нема ни да им оди. Посебно од денот четврток, 27 април, кога на вистина се покажа кој е кој во државата. Како и да е, жалам за насилството, секако не мораше така да биде, но тоа го предизвикаа самите
узурпатори на уставот, на поредокот во Македонија со тоа што сакаа наврат на нос да извадат нешто што е контра интересот на македонскиот народ. Да беше некој друг народ, колективно ќе ги линчуваше и еден немаше да остане жив. Но сепак овој питом и благороден народ закочи во тие последни моменти да не ги сможди како комарци на зид и да остане само црвена флека од сите нив. Потоа повторно тие се појавија на сцената и не им доаѓа памет и покрај ова предупредување, што вика еден мој пријател, ова беше жолт картон, црвениот тек ќе уследи ако не им дојде памет и не им дојде памет и повторно тие сонуваа за некаква власт и врапците на гранките знаат дека веќе власт тие не може да добијат, тие се тотално искомпромитирани, тие се едноставно пробушени. Тие едноставно се окупирани и isfрлени надвор од парламентот, символички од народот и со кое право сега тие би повторно би копале во некој правец. Може би се надеваа дека меѓународната, така наречена меѓународна составена од 5-6 шклја земји ќе им помогне, но тоа нема да се случи затоа што никој нема да се вмешува во можна граѓанска војна, тоест не во можна граѓанска војна, туку во апрайзинг на народот и воспоставување на своја власт или изнудување, да речеме, на војна состојба од страна на председателот Ѓорѓе Иванов, кој во дадена ситуација може и тоа веројатно да го направи, предпоставувам, и после тоа да почнат да бидат апсени и осудени за велепредавство. Така да мора да размислат многу добро што би бил нивниот следен потез, затоа што народот не се шегува. Овој народ беше бескрајно трпелив, 60 дена ги толерираше, тие остануваа на некоја маргина на пристојност, водејќи се од принципите на деловникот во собранието на Македонија, но едноставно се случи тоа што се случи. Се случи да не можеа никако да му оделеат, нели, на Хојтији, тој заменик вратар во State Departmentот и едноставно побрзаа мислејќи дека спасот доаѓа, дека големиот брат ќе ги надкрили, ќе ги закрили, нема да му дозволи на народот да ги допре, тоест ќе ги направи untouchable. Но phenomena of untouchable people and beings може само да видите во science fiction филмовите што ги продуцира Холивуд, правејќи индустрија за забава воедно, шашардувајќи ги умовите на оние од третиот свет. На вистина тоа не се случува, баналитетот на реалноста, ако гледате низ таа призма, е едноставно непроменлив и многу цврст. Така што сите овие структури како некакви идиоти, или подобро кажано сосема инфантилно, влегле во една авантура која е неверојатна, која е тотално идиотска, би рекол, која навистина никако не може да се свати со некој логички ум. Туку едноставно збори за една хистерија, за една дрскост која на крај им се удри од глава. Значи, планерот сакал да ги тестира капацитетите за заедничка Македонија и едноставно во еден така ден сивец, помалце напорен, ги инструираше за после часовите, нели, да одиграат некаква партија жмурки на чело со некои тамо постари пратеници кои би требало да го благословат Талја Џафери, наречен командант Форина, но nothing happened, нели, тоа беше една глупа ситуација. Треба да се проверат снимките од камерите, да се види колку пратеници се во салата. Според некои толкувања немало повеќе од 59 пратеници кои... но исто така и системот на гласање не функционираше, тие тоа го направија како некакви извидници или скаути или некакви туристи, како на некаков пикник. Но што и да е, народот веќе не можеше тоа да го толерира и влезе, ги проби полициските одбранбени сили и едноставно
им покажа дека е господар на состојбите и дека не смеа да се шалат со него, зашто би можеле да пројдат многу полошо отколку што пројдоа. Сега може да се каже дека единствено статус-кво ситуација и организирање нови парламентарни избори е излезот, затоа што овие структури веќе немаат никаков легитимитет. Не само пред своите непријатели кои се тормозени веќе 3 години од нивните идиотски стратегии, крајно импотентни стратегии, исто со таа шарена револуција која се обидуваше да направи нешто. Дури полицајците во споредба со онаа интервенција што има пред неколку дена беше тотално пасивна и јадеше страутни удари, нели, ќотек. Нели пред неколку дена фрлаше шок бомби, реагирала многу брутално кон тие што се затекнаа во собранието. Но видовме како шарената револуција е бескрајно импотентна со сите оние УЧК резервисти и сите тие хулигани кои се собраа и едноставно не можеа да освојат ни една институција, па затоа влегоа во една дефектирачка ситуација на поганење, на гнесење на фасадите на институциите, што всушност збореше за нивната тотална импотенција и немоќ. Но ние пред неколку дена видовме вистински удар на народот, значи една сила, една тупаница која едноставно ја пробурази полицијата како да е од морска пена направена. Едноставно тоа беше силна демонстрација на волја, на моќ, на бескомпромисност и упад и ставање точка на оваа ситуација. Се прашање е колку нашите политички субјекти може да дилаат со сето ова. Имам чувство дека дел од нив се исплашени, дел од нив стануваат уште поаригантни и желни за реваншизам, но може да им се порача дека сега народот ја фати судбината во своји раце и ни од лево ни од десно не може да му се командува на тој народ, затоа што ова движење станува многу силно, многу моќно. Нешто вакво немало во постасномска Македонија. Може би оние движење на комунистите кои имале страшна агитпроп композиција која функционирала навистина мотивирачки и собирала огромен дел од селанството и граѓанството, се до оној момент кога почнала национализација, експроприација и така, кога граѓанството и селанството почнало да се сомнева во нивните добри намери и кога почнувал да се појава тоталитаризмот, од тогаш веќе нема вехементни собирања, туку некакви принудни собирања, како да се навистина стадо, некакви животни, така стадо овци или говеда, сведно, но и токму тоа го користеше оној господин Пендаровски, кој ги нарекуваше луѓето стадо, веројатно од своите комунистички корени и искуства. Но народот покажа дека е силен, храбар и бескомпромисен кога се работи за неговата татковина, упадна внатре и им покажа дека не смеат да си играат повеќе со него. А сега реклами и повторно малце музика. Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент кој ги соединува сите и ги регулира е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата. Еве, повторно сме во студиото, драги слушатели и слушатели на Радио Слободна Македонија. Времето полека доаѓа до крајот на оваа емисија. Животот станува све почуден и почуден, но ваков театрум мунди или политички театар, ако сакате, ако малце му го скратиме диапазонот на дејствување, тогаш би можел да кажам дека ваков политички театар, ваков екстериерен театар не сме виделе оддамна.
Не дека не гледаме вакви театри, ги гледаме секои 10-15 години, откако почна десолуцијата на бившата СФРЈ, иако пред тоа имавме некои 40 на години без вакви драматични, колосални театри, но еве денеска тој театар повторно функционира. Секоја чека новата епизода од овој долг серијал кој трае веќе 3 години. Веќе имаме isпрофилирани ликови, дури се вметна малце акција во целата приказка. Гледаме како народот почна да ги дисциплинира и веќе мора сериозно да го сватат, зашто не може да си играат. Но да направам неколку хипотези што би можело да се случи, кога би се случило, иако тоа е крајно неблагодарно, зашто само Бог знае што ќе се случи, а ние можеме само да шпекулираме и да се маткаме во тие вирови полни со каллива вода. Всушност би можело да се случи следното. Ќе доваѓаат овие џавгари, овие сите говеда од меѓународната заедница, но тоа се тигрови од хартија и тие немаат никаква моќ. Само на СДСМ и неговите трабанти од албанските партии не им е јасно дека тука нема никаква моќ, дека моќта е конкретна и таа извира од самата територија. Луѓето ја имаат моќта, тие делегираат, тие одредуваат што ќе биде и како ќе биде со државата, барем тоа се современите принципи на демократијата. Но изгледа дека оваа група мали смрдливи елитисти не може да се помири со судбината, дека се надраснати идеолошки, историски и како клептомани кои ја упропастуваа македонската држава, економија и општество. Сега е време да им се покаже каде им е местото, но тие никако не сакаат да го сватат тоа и ќе идат на нова варијанта за зацарување врз структурите на политичката моќ во државата, но тука е народот кој никако нема да им го дозволи тоа. Доколку и понатака седат на своите уши и ги држат очите затворени, тогаш ќе се соочат со многу побрутален одговор од народот. Тоа едноставно оди така, никој до сега не ја добил борбата со народот или војната со народот, а тие веќе влегоа во војна. Беа извадени пиштоли, што значи дека веќе и вперени во народот, што значи дека веќе е помината онаа црвена линија. Народот го има во огромни броеви и во разни структури. Само земате в предвид дека тука има за заедничка Македонија влегоа внатре како партиципиенти 25.000 ловци кои се феноменално наоружани и ниедна полиција на светот не може да се справи со нив ако дојде до некакви судири. Во секој случај за заедничка Македонија може до толку да се окрупни, да речеме 200.000 да излезат на скопските улици и да ги прегазат сите тие обиди да се воспостави некаква одбрана околу собранието како гризини. Затоа би било добро и тие што управуваат со политичките структури да не се занесуваат многу дека може да се одбранат од народот, зашто народот е многу интелигентен, тој овој пат нема да напаѓа фронтално и спонтано, тој ќе се организира во групации и структури и ќе ги шашарди со сите тие одбранбени механизми ако сака. Затоа не се зафркавете со народот, туку полека и ставете се од сцената, тргнете се и најдобро за вас би било нови избори, иначе би заглавиле, чинам како велепредавници, би биле осудени на максимални казни од страна на системот, кој веќе полека народот го превзема и може да дојде до една тотална хаварија на постоечкиот систем, а да дојде до еден револуционерен поредок, а верувајте ми, револуционерните поредоци воопшто не се нежни. Тука ќе летаат глави онака, без пардон. Затоа апелирам до сите чинители на оваа структура која се вика Република Македонија да едноставно застанат со своите идиотизми, посебно онаа криминална групација која сака да го силува македонскиот народ, зашто ќе пројде многу полошо од колку што пројде. Јас не сум никаков фактор, но јас го насетувам тоа и го насетував. Некои луѓе велат дека не требало да има агресија. Јас се согласувам, не треба агресија, агресијата е брутална и одвратна, но кога врз вас е вршена агресија цели 3 години и вие тоа сето тоа го трпите со стоистичко достоинство
И без да реагирате толку долго време, и плюс тоа овие 60 дена пасивна резистенција без било каква агресија, и вие да отидете толку далеку во својата дрскост и да се обидете мимо желбите и волјата на тој народ да создавате структури на владење каде што вие ќе се накотите без било каква аминување и подршка од народот на Македонија, тогаш вие сте на вистина влегувате во јамата на змевот или во јамата на лавот, како сакате, и тоа е веќе ваш ризик. Но во секој случај ќе повторам, движењето за заедничка Македонија има огромни капацитети, има огромно мноштво луѓе и затоа треба да биде сватено како многу сериозен играч во македонската современа или рецентна политика. Јас со оваа беседа ве поздравувам, ви посакувам убави моменти во денов и ноќта што иде. Ова беше квинтесенција со Ацо Станковски, технички водител беше Дине Вучков. Ова е Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 1 мај, празникот на трудот. Јас ве поздравувам и ви посакувам све најубаво. До слушање. Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата.